истиот момент на огледалото пред мене гледам некоја безврска реклама. Зјапам во неа и читам. Мислите дека оваа реклама не работи? Таа што туку го направи тоа. Исто и со македонската радиотелевизија. Со нашите 10-дневни активности во Македонија нема граѓанин кој што не знае за политичките бомби на Зоран Заев. Ние ја постигнавме нашата цел. Сите знаат, треба уште да се слушне нивната содржина. Затоа, од утре, од задутре, ве повикувам да и фрламе мали бомби. Јас ќе пукам со митралес, ама политички митралес. На мојата кола ќе ставам звучници, ќе отидам во најтврдокорните Вамаровски или Дапоманеовски гнезда. Ќе отидам пред кооперациите, пред продавниците кај што седат и пијат пиво и ќе ги пуштам истите овие разговори. Тие се честни луѓе, кога ќе ги слушнат, ќе сватат кој ги води. Узурпаторите на ВМРО ДПМНЕ, од кој што ниту еден не е Вамаровец. Никола Груевски, Вамаровецот. Ама најинтересен ми е Миле Јанакиевски. Има една слика, од лево Гоце Делчев, од десно Миле Јанакиевски. ВМРО. Гордана Јанкуловска, она помалку личи на ВМРО. Не е тоа вие што мислите. Зборувам за политичките патриотски ставови. Вие одма на друго помисливте. Сепак е дама. Ставривски плукнат ВМРО-вец. Да го видиш, целиот е ВМРО. А и сите други таму во потесното раководство. Затоа апелирам да не шириме повеќе омраза. Доста ни беше омраза. Кога ние ќе живееме? Да не дозволуваме 20, 30 или 50 луѓе да предизвикуваат омраза, а тие да се хранат со нашата омраза. Ве повикувам од денес, од утре, во вашите мобилни телефони, барем оние кои што имате техничка можност, да ја ставете оваа снимка која што ќе објавиме на YouTube, да ја пуштате на сите околу вас. Тоа ќе бидат малите политички гранати. Фрлајте и ги секаде на луѓето кои што не се информирани. Ќе отпечатиме и јадници CD-а, ќе отпечатиме стари USB од оние ефтините од 128 мегабајт или од 1 гигабајт. Ќе ги разфрламе низ цела Македонија. Да ви кажам нешто. Јас знам како режимот да падне денес и ви гарантирам дека тоа можам да го направам. Но сакам да видам нешто. Сакам да видам до каде се спремни да одат. Оној Сашо Величковски, капетанот од Куманово, војниот инвалид, херојот од војната, само затоа што го слушнал неговото име од нечестната уста на нечестната Јанкуловска, се вознемирил, ми звонел 100 пати, мобилниот ми беше исклучен, бев на состанок. Само што го вклучив, ми звоне: генерале, знаеш дека не е така. Си викам: види луѓе разлика. Го слушнал неговото име и мислам дека ќе умре. Вчера дојде и одржа пресконференција да ги негира тие гнасни тврдења. Ги извозивме добро. Слушнете ги овие монструми што зборуват и кажете ми дали навистина се нормални. Па досега требаше усвета да фатат, ама тие знаат дека ќе ги гонеме. Ќе ги гонеме до крајот на светот. Нема да ги трошат украдените пари. Нема да уживат во нашата крв и пот. Ќе го земеме до последното евро од сите светски банки. Си
сино ќе ме нападнаа на курир, сум имал поддршка од СДСМ. Па јас имам поддршка и од честните припадници членови на ВМРО ДПМН. Прашајте ако не верувате. Така е, Коле! Целата опозиција, заедно со Јовеќе Кеновски, како неформален лидер на честните ВМРО-вци кои што до денес се во ВМРО ДПМН, ќе ги бутнеме на колена. Браво, Коле! Но јас не сакам денес. Знаете ли зошто? Не можам да го најдам Заев, да му кажам, прво да му честитам на лудата храброст која што ја покажа. Понатака, да го замолам да ги пуште сите бомби одеднаш и да решиме се одеднаш. Така е! Ама предпоставам дека знаат што прават, имат стратегија. А јас го чекам денот кога овој патриот македонски Никола Груевски ќе го слушнам како го продава името. А Бога ми, колку што знам, има и многу други гнасотилаци. Затоа, денес, нема да се тепаме со овие полицајци. Они помислија дека ќе влегуваме избега. Погледнете, само тројца остана. Најхрабрите. Видите, другите ги нема. Побегна. Денес ќе ја нападнеме македонската телевизија со бомби, но со политички бомби. Денес ќе ја покажеме што сме ние, кои сме ние и што шириме ние. Наместо омразата која ја шират тие, ние ќе ја покажеме дека шириме љубов и со нашата љубов повторно ќе ги совладаме. Затоа ги повикувам сите дами кои што се овде да дојдат во првата борбена линија, да видам кој полицаец ќе удре по дама. Дојдете дами, не плашете се. Сакам да ги гушкате полицајците и да ги плашате. Можете останете на страна. Подалете ги цедињата, фрлете ги како бомби, гушнете ги, кажете и да ни се придружат. Ајде дами, тргнете кон телевизијата, со љубов, не со насилство, дами, никој нема да ве утри. Символ од нашата држава. За мажите наредувам, не. Нема движење за мажи. Абе јас сум грбке. Америка. Ова телевизија е наша. Ајде. Не си го знаем. Не мајмо че не.